Во саботата, во исполнетата до последно место сала на хотелот Сан Нико се одржа ловечката вечер 2013, која беше во организација на ловечкото друштво Пролов од Пробишти. Во атмосфера преполна со музика, веселба и лотарија, ловџиите со своите најблиски добро се забавуваа. На ловечката вечер, покрај присутните наши сограѓани, присуствуваа и ловџи од Скопје, Битола, Штип, Кочани и Кратово. На самиот почеток, од вечерта до сите присутни во салата се обрати председателот на ловечкото друштво Пролов Зоран Ѓоргиев, кој меѓу другото зборуваше за досегашната работа на ловечкото друштво Пролов и ги запозна присутните со следните активности, кои ќе следуваат следниот период и воедно ја прогласи ловечката вечер 2013 за отворена. Почитувани гости, дами и господа, чест и задоволство ми е да ве поздравам и да ви посакам добродојде на ловечката вечер во организација на Друштвото за ловен и риболовен туризам Пролов. Да не должам многу, да поздравам сите и ја прогласувам оваа ловечка вечер за отворена. Во саботата на ловечката вечер беа прогласени и најдобрите ловџии. Беа доделени 2 титули на истакнати ловџии од градот. За најхуман ловџија на територијата на општина Пробишти беше прогласен Благе Петров, а титулата најпримерен ловџија припадна во рацете на Зоран Станковски. Добро вечер на сите. Фала многу на големата награда од ловното друштво Пролов. На сите ловци нова поуспешна сезона со повише трофеи и поуспешни гоничи. Како ви се допаѓа вечера оваа општинска вечер? Прва е, наредната ќе биде подобра. Вечера кога ќе го ловиме, дали волкот или Гавазова? Што мислиш ти? Гавазова нек си мисли. Како поминаја за вас ловџиите 2012 година? Па кај мене успешно, со добро друштво и све останало. Кажа дека си задоволен вечера од оваа прекрасна забава, а како си задоволен лично ти од ловечкото друштво Пролов? Од вечерашната забава, значи сум задоволен премногу. А ловечкото друштво Пролов? За ловечкото друштво Пролов прва сезона докажана добро, во право светло. Во наредните години што следуваат, мислам дека ќе биде уште подобро. Дали ќе ти текне некоја шега или некој виц на сметка на ловчиите? Па ќе ми текне. Сите се жалеме кога идеме по диви свињи. Тражиме ги, лично ја ловам, значи само заедно. Кога идеме на диви свињи, тражиме ги по цел ден, нема ги никаде. Утрен да па, други ден па, кад во лов, кад во криволов. И на крај едно правило заклучиме. Кога не може да ги најдеме дивите свињи, ој не одиде напред, одиде назад. На ловечката вечер 2013 сите беа среќни, весели и задоволни од она што се случуваше во хотелот Сан Нико, но најповеќе наградените од лотаријата. За сите присутни се организираше и лотарија со интересни награди, а главна награда на вечерта беше воздушна пушка со дурбин, која припадна во рацете на среќниот Наум Наумов од Скопје. Како ви помина 2012 година? Пред неколку години ја добивка ловечка пушка. Повторно, ова е втора. Да. Дали уловивте од тогаш до сега нешто со Како сте задоволни од работата на ловечкото друштво Пролов од Пробишти? Одлично, задоволени сме. Ви благодарам, честитки уште еднаш за освоената награда и пријатна забава. За добрата забава на ловечката вечер се погрижи естрадната музичка звезда Сузана Гавазова заедно со момците од Амалија Бенд. Во Пробишти доаѓам многу често, настапувам дали по ресторани, дали на некои веселби, приватни веселби, свадбени. И вечерва тука на ловчиската вечер поминувам супер. Пробишти, луѓето во Пробишти, како и секогаш, се многу пријатни и гостопримливи и исто така и весели луѓе, така да затоа и доаѓам, затоа и не го посетувам тој град толку често. А кој е репортаж што вечерва во текот на оваа ловџиска вечер е застапен овде? Па, претежно се пее на тие такви веселби, се пеат македонски песни, стари изворни, нешто од моите песни фестивалските што ги пеев,
и нешто да кажеме од поп фолкот што го пеам сега во последно време се бара, значи се што за добро расположение, јас мислам дека не треба да се бира музика. Веќе кога сме кај Ловџиската вечер, имам слушнато и дознато и прочитано, не знам колку има вистина во сето тоа, на една Ловџиска вечер имаш добиена токму награда, една Ловџиска пушка. Можеби вечерва овде ќе се насмеме на среќата и повторно да добиеш уште една пушка. Што и како и дали вистина за сето тоа? Па да, има вистина во сето тоа, значи тоа беше многу одамна. Јас кога пеев со групата Пицекато во Струмица, тоа беше од општина Босилово таму во Струмица, организира исто така ловечка вечер и ете јас имав среќа да мене баш да ми се падне ловечката пушка, главната награда и многу бев среќна заради тоа, иако не ја имав таа пушка, бидејќи треба дозвола за сето тоа. И така да ја дадов на пријатели што се ловџи. И тогаш мислам тоа е вистина, да, ловечка пушка ми се падна пред многу години, но сега не купувам сречки да кажеме, за награди. Бидејќи мислам дека не треба да сум јас дел од тоа. Ако се падна нешто, па ти кажат на место, но имам таму и затоа не купувам. Што е ново од тебе? Дали се подготвува нешто ново? Па, секако дека се подготвува. Значи, јас за новогодишните емисии и пред да одам за Австралија направив едно CD, значи од 8 песни, која една од нив е ремикс направиме како за диско. Значи 9 номери се наоѓаат на тоа CD и исто така и DVD однесо во Австралија. Значи 3 нови песни, последните не знам колку пратат во пробиштип. Опасен, вечно мој и пијана и залюбена добро се слушаат низ цела Македонија. Еве синоќ бев во Кавадарци и скоро цела публика ги пееа тие песни, значи ги знаат. Но јас никогаш не застанувам. Сега повторно сакам нешто ново за летово, за свадбите што ќе ги пеам летово, следуваат неколку песни и до крајот на годината сакам уште еден нов албум. Секоја година албум. Колку можам, толку. Значи сакам се нешто ново да презентирам на луѓето, да не бидам досадна и монотонна со истите песни. Значи да живеам на стара слава, не сакам, значи нонстоп сакам да нешто ново да. Дали ова значи дека ќе го мениш стилот кој што го работиш во моментот или стилот не го менуваш? Може малце помодерно да биде, но никако нели да не ги запоставувам и нели старите македонски песни. Може и некој CD со стари македонски песни. Или нешто измеѓу, значи етно стил, нешто. Ќе видиме, нема многу да зборуваме, сето тоа ќе биде изненадување за моите обожаватели. Морам да истакнам дека одсекогаш, така и вечерва прекрасно изгледаш и морам да прашам дали држиш некоја диета или така. Па како од годините треба се повеќе да се внимава на исхраната, на колку може човек да повеќе да спортува. Јас, еве, како ми од годините, така се потешко е да ја задржиш и формата и линијата и затоа се трудам колку можам и да не претерам во јадењето, значи без калории храна да јадам и спортувам колку можам, кога сум слободна, обавезно значи го користам времето за спорт. Се надевам дека со нестрпление очекувате да погледнете дел од атмосферата од Ловечката вечер 2013 за сите оние што нема можност да бидат на местото на настанот, еве дел од незаборавната вечер.
Samo ti, ljubi mene što ljubi.